нова емисија во One Way Show. Овој пат ни е Спасен Силјановски, познат по македонската традиционална музика. Спасен, добре дојде. Добро ве најдов. Драго ми е што сум дел од вашата емисија. Морам да признам дека сум дел од емисијата на една од најпосакуваните водителки во Македонија. Да ме наречам водителка, нели? Во овој контекст е секако водителка. Така е. Благодарам многу. Спасен Силјановски се поврзува со името на партизанот од Втората светска војна, така? Имате некоја поврзаност взаемна или? Па добро, тоа сега излезе во јавност. Што на Google кога одам, ми искачаш ти и господинот. Јас сум внук на Спасен Силјановски. Браво, видиш, така, не сум знаела. Овина 43-та година на Буковиќ. Јас сум негов внук и го носам неговото име. Како најмало од неговите внуци, тој има 18 внуки и внуци. Јас сум најмалиот, така да татком го одлучил моето име да го носи името на дедо ми Спасен Силјановски, за кој што ќе кажам дека има и улица во Кичево, која што се вика Спасен Силјановски, Црквичка баца. Браво. Во центарот е некаде таа улица? Не е во центарот на градот, но ја има. Ме интересира надимокот Паце беше, така? Да, Како е? Од зошто? Не знам, некој партизанско најверојатно име. Така моите во Кичево пријателите кои што ме знаат оддавна, исто и мене така ми викаат да појдете во Кичево да прашате Спасен, можеби нема да им тегне толку, ако прашате Паце веднаш знаат за кого се работи. Музичар си знаеме, ама пред тоа по некоја информација знам дека си бил како нешто војно лице, така? Не сум бил војно лице, односно сум бил професионален војник. Работев од 2006 година до 2010 година како професионален војник. Животот, знаете, ве носи судбината некогаш во некој правец каде што најмалку очекувате. Така и јас имав желба да ја искусам таа македонска униформа, но после 2010 година веќе, односно 2009 почнав професионално со музика да се занимавам. Тоа беше само еден дел од мојот живот и од нас се што имам работено во мојот живот. Музички образован или како? Или со друг факултет некој? Музика, конкретно музички, како музички, немам завршено ништо, сум само музичар, а имам завршено други факултети. Факултет, множина. Кој? Множина, да. Браво. Кој? Администрација, правни науки и политички науки. Секоја чест. Браво. Некој вела дека денешната македонска естрада повторува исти мелодии и теми. Дали ти се соглашав со тоа и како обидуваш да се разликуваш од другите пејачи? Апсолутно не се согласувам тоа. Напротив, македонската фолк естрада вади постојано во контекст со своите можности нови песни, но за жал тие ново компонирани песни нема доволно медиумски простори, затоа народот мисли дека има дефицит на нови компонирани песни во македонската естрада. А лично и јас и моите колеги вадиме песни колку што сметаме дека е доволно и според потребата, примерно годишно ниво. Како по некои статистика го правите тоа? Па тоа се чувствува кај народот и се чувствува индивидуално кај секој во однос на својата кариера. Кога ќе почувствувате дека треба да извадите нешто друго, дека публиката тоа го бара, ние вадиме песни, но ќе потенцирам, за жал, медиумите, односно неофицијални национални медиуми, не го даваат тој медиумски простор за македонската фолк народна музика, така да ние единствено ни останува да ги промовираме на своите социјални мрежи, на YouTube, Facebook и така. А зошто значи нели другите држави се наметнети кај нас? Зошто ние како естрада, нели не се наметнеме ние, примерете, во Србија, појако или во други, Хрватска или како што Затоа што во најударните термини на македонските национални телевизии се емитуваат продукции и програми од соседните држави, додека тој реципрocитет не е застапен кај нив во однос со нас. Тоа е многу едноставно. Дали сметаш дека и нашите нели пејачки им треба нешто како плюс за да се доизградат, за да бидат поканети од другата држава? Јас сврсто стојам на ставот дека зборам со стил, со се. Сврсто стојам на ставот дека ние имаме апсолутно многу талентирани и вокално подготвени интерпретатори. Добро. И пејачи во Македонија. Она што кај нас можеби недостасува е пиар и медиумската стапеност, секако и продукцијски напредок, затоа морам да признам дека нашите соседи се далеко од нас во тој контекст, во однос на продукцијата и во однос на
маркетингот околу сопствената музика. За жал ние тоа кај нас тоа е дефицит, односно недостаток, но повторно ќе кажам дека не секогаш е вината во нас. Тоа е на генерално ниво. Мислам дека тука треба да поведе сметка и државата, Министерството за култура, да се даде потник со субвенционирање, со работа, а пред се поддршка, а пред се да се даде медиумски простор. Бидејќи покрај напредокот и еуфоријата со социјалните мрежи, има огромен дел на населението кои што стојат пред своите ТВ екрани, чекаат тоа што ќе им пласира медиумот. За жал, македонската музика, што е трагедија во конкретниот случај, е тотално изоставена од тој медиумски простор, а се емитува... Се вреднува другите? Не само во однос на музиката, во однос и на едукативната програма, да кажеме, културна програма и така натаму. Мислам дека воопшто на се што е поврзано со македонската култура се дава еден минимален простор. Кои песни ги сметаш за попровокативни од твојот дел и дали имаш такви? Видете, јас секогаш морам да кажам пред се дека јас сум автор на своите песни, пред се. Сам си ги пишуваш, така? Мајка ми ги пишува текстовите, а музиката ја правам јас. Секако во однос на текстовите со моја консултација и со мајка ми. Секогаш гледам да се песните да постои морал во некој си етички кодекс, да нема блуд во песните, да го одликува тоа што значи македонска народна музика во однос и на музичката линија, во однос и на текстовите, да се задржи тој традиционален некој си став, но се разбира со помодерни аранжмани и с повеќе простор за комерцијализација на тие песни кои што може да се употребат во секаква пригода, дали на концерт, дали на свадба, дали на приватна веселба. Едноставно песната да може да се испее било каде и било на кое место, но сепак ќе напоменам песната да биде во својот контекст онака како што заслужува, достоинствено и како што наникува на една македонска народна и ново компонирана песна, без блудови, без неморал, односно да се означува својот идентитет. Кога сме веќе кај свадбите, кога ги спомна, гледаме младинава, нели повеќе те слуша српско, забавни, пространски. Ме интересира тебе кај веќе на од кој дел од Македонија значи те канат на свадби за да пееш? Јас да бидам искрен, на почеток на мојата кариера бев застапен најповеќе во западниот дел. Се разбира, тоа е како и рефлексија на мојот стил на музика, бидејќи мојот стил е западена музика, но сум среќен што во последните 4 или 5 години, посебно после периодот на короната, сме исто така доста застапени и во источниот дел на Македонија, така да не можам конкретно да одредам каде, затоа што чувствувам дека сум слушан буквално на секаде низ целата Македонија и тоа многу ме радува и моите песни ги слушаат буквално и деца од 7 до 77. Посебно љубителите на македонската фолк музика. Се разбира сега тука се работи за вкусови, на секој не можете да му наметнете вие собствен вкус, но според тоа што го чувствувам и што го гледам на моите настапи и тоа што го гледам и по медиумите, па и социјалните мрежи, ме радува фактот што огромна бројка од македонската публика ги слуша македонските, па и моите песни секако се разбира. Како реагираш на критики дека современите пејачи повеќе мислат на слава и гледаност отколку на музика? Видете, тоа сепак повторно ќе се повторам и во многу емисии сум го кажувал. Тоа зависи индивидуално. Јас можам да зборам лично за себе, не би направил се поради слава, поради лајк и поради гледаност. За мене пред се сочувувањето на тоа што значи македонска музика и сочувувањето на тоа што значи кои сме ние и што треба да презентираме на публиката, бидејќи така се гради нашиот идентитетски став, така се гради нашата државност, така се гради љубовта кон македонската музика, која ние не им презентираме на младите генерации тоа што треба да го слушаат, која едукација тие ќе ја добијат. Така да, јас повторно ќе кажам, во моите песни секогаш се обидувам да бидат, да ја задржат таа автентичност на македонска музика, но сепак да имам нешто може би помодерен жанр или народно кажано да се игриви
употребливи за секаква ситуација, да може да ги слушаат и младите дечиња, а и постарите генерации. Еден пример е таа, ке ти дојдам, која често пати Таа е ја спомнуваме. да. Влијателна песна која што ја слушаат дечиња и од 7 до 77 и навистина тоа ме радува и се стремам да го продолжам тој тренд. Да бидам искрен, тешко е, се разбира да се надмине секој хит, но јас се чувствувам се уште инвентивен, се уште имам енергија, се уште Добро, моласиш како мора да имаш енергија. така, мислам дека се уште не сум го постигнал тоа што треба да го постигнам и верувам дека во наредните периоди ќе продолжам да го Кога сме и веќе да го младата генерација, многумина мислат дека младинава не ја вреднува македонската традиционална музика, зборам за оваа генерација. Повеќе се неди на нешто подруго. Што мислиш во врска за тоа? За жал, стои фактор дека тоа е точно така, но повторно ќе најдам грешката генерално и кај нас како народ и како држава. Грешката наоѓам делумно и во нас интерпретаторите, пејачите, композиторите, но сепак се работи за еден маркетинг кој што нас ни недостасува, а за жал, она што го потенцирам секогаш, недостатокот на медиумски простор, односно афирмација на музика со немакедонско потекло, која што се презентира бескрупулозно и не постојат никакви законски рамки, како да кажеме, например, ете во Хрватска или во Франција, каде што постои закон, еве конкретно во Франција постои закон во периодот кој што е дозволен да се емитува музика, законот кажува дека може максимум 25% да емитувате музика од странско потекло. За жал, кај нас тоа го нема. Значи, вие како пејачи треба да се координирате сите тимски и да пуштите барање во Министерството за култура, така? Тоа ќе следи во наредниот период. Јас сум иницијатор на тоа, но за тоа треба поддршка и од цела македонска естрада и од заштитата на авторски македонски права. Еден проблем кој што до сега не е решен, но јас се надам дека ќе пробаме да го решиме и се работи, не повторно ќе потенцирам лично за себе, се работи за заштита на македонската музика, односно македонската култура, на македонските песни и на македонската традиција и македонскиот фолклор. Се има интересно прашање. Дали би направил песна која директно ја критикува политичката состојба во Македонија, дури и ако ризикуваш јавна осуда или цензура? Па нема потреба зашто да се пеат такви песни. Јас, ако треба нешто да се критикува, ќе го кажам тоа преку реченици или преку мои писанија, како и што често пати го правам, кога сметам дека е момент да се критикува се она што за кој што се работи против нашите македонски традиционални интереси. Стариве пејачи баш директно го имале тој момент, нели? Немале страв да се соочат, нели? Јас апсолутно оперисан сум од страв во тој однос и тие што ме следат знаат дека јас сум гласноговорник, го кажувам гласно тоа што го мислам, без никакви предрасуди, без никаков страв и секогаш кога сметам дека сум во право и објективно, повторно во заштита на нашите културни интереси, а не во заштита на самиот себе. Сега јас сум секогаш се изземам од таа ситуација и секогаш тоа го правам за националниот, односно широкиот интерес на македонската култура, а не лично за себе. Преку песната мислам дека може да се воспева, а не да се критикува, бидејќи критиката треба да биде директно кажана, јавно и многу гласна, за да може да ја препознае секој. Тоа зависи од оние кои што ја перцепираат таа критика, нели зависи од местото на посматрачот и од неговата позиција. Секој таа критика нема да ја свати добронамерно, бидејќи се наоѓаме во време каде што луѓето многу тешко ја понесуваат критиката и објективната вистина. Сакам те прашам, во минатиот период имаше директен конфликт со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Што се деси? Зошто? Зошто ете нели тој дел од Грозоброд го нарече како Роштел јаден, нели ради? Видете, јас тоа не го сметам како конфликт. Ја немам лично ништо како против градоначалникот. Јас имам лично
против начинот на организацијата. Значи не беше тоа нешто лично Па јас со градоначалникот лично и не се познам, ниту сум пил кафе и слушам дека е добар како градоначалник, го поддржува таму населението и мило ми е да е успешен градоначалник, но мојата поента и суштината беше сосема нешто друга во однос на организацијата на тој типешки гроздовир, каде што моите ставови се многу јасни дека треба да се стави акцент пред се на македонските изведувачи и македонската музика и не се работи само за таа општина. Сепак имаше македонци. Мојот повик беше за, буквално и за сите општини, без разлика кој е градоначалник и од која политичка партија си. Ја да станам цврсто на мојот став, кој што го штити македонскиот фолклор, македонската музика. И имаше македонски изведувачи, но те беа некако како дискриминирани, дури во објавите беа со мали букви напишани, но не беа од фолк, од народниот музички жан. Тие македонски изведувачи, токму и тоа беше мојата поента. Ја немам против никој да гостува, апсолутно. Музиката нели, секоја музика си има своја убавина и музиката е за секоја своја нација е големо богатство. Моето лично скромно мислење, сметаме дека ние треба да ставиме акцент пред се на македонската музика. Океј, нека има процентуална застапеност и за интерпретатори и за музика од немакедонско јазично наречие, но сепак пред се треба да си го штитиме и да го сакаме она што е наше, па потоа кога ќе го почитуваме и ќе го сакаме она што е наше, има простор во нашите срца за се останато. Но мора пред се да си го почитуваме тоа што е наше, тоа што нас не идентификува и тоа што значи кои сме ние како македонци, тоа што ќе ја рефлектира нашата традиција, нашата култура, барем во доменот еве конкретно во нашиот случај на она кое што го работам јас, тоа е музиката. Морам да прашам ова бидејќи имав нешто јас некои прашања од луѓето, еве некои вела дека со твоите зборови ги навреди локалните власти и јавноста. Дали се чувствуваш ти како одговорен за тоа, пример? Јас апсолутно не сум навредил никој. Сите кои што го видоа претходно мојот статус и моето приклучување во живо, јас ги кажав добронамерно моите намери, таа критика треба да ја прифатат објективно. Затоа што навредата е обратна. Навредата е насмерена кон нас, музичарите, и кон македонската музика, кон нашите доаени кои создавале македонска песна, кои што преку песната ја испишувале македонската историја и го граделе да ми одобесиш бидејќи многу не им беше јасно, па затоа те прашам. Па не може тоа да се свати навреда, како навреда, можеби ако некој си има, ние како што кажуваме народно, муата на капата, може да се најде како навреден. Сепак тоа зависи од перцепцијата на гледаност. Не може да е навреда ако кажам сакајте си ја Македонија или слушајте македонска музика. Како можете да го навредите со тоа? Јас не повикувам да се слуша странска музика, грчка, бугарска, српска, албанска, не знам како. Не може да е навреда на некој кога му кажете вие сте македонец, слушајте македонска музика. Па повторно сакајте и останатата музика. Како може тоа да биде навреда? Навредата ја создаваат оние кои што ја отсликуваат таа слика со нивните постапки и со нивните организацијски неспособности. Во наводници. Затоа ќе потенцирам мојата критика секогаш е добронамерна, не за мој личен интерес, за интересот на македонската, во конкретниот случај, македонската култура, македонската фолк музика, на фолклорот, на традицијата и така натаму. Мислиш дека Митко Јанчев е свесен дека запоставил македонската музика, како што нели нагласи ние сме биле со мали букви, а пејачите од Србија беа надгласени со многу поголеми. Видете, да не навлегувам се тие се политички теми, си знае организаторот која му била намерата. Дали тоа ќе го разберат нашите изведувачи кои што беа таму како дискриминација или не, нека тие Што многу пејачите поддржаа, значи јас тоа го гледам. Па не само пејачи ме поддржаа и 95% од народот македонски кој што слуша македонска музика. И повторно ќе потенцирам, јас не подценувам ниту една соседна музика. Напротив, јас сум музичар и знам кое е чувството и кое е богатството на секоја музика. Но уште настојам на ставот дека ние како македонци треба да ставиме акцент пред се на нашата музика, па потоа има простор за све друго. Не можеме да секогаш кај нас да доминира нешто од немакедонско потекло, што е навистина голем парадокс и сметам дека ние сме единствениот народ и единствената држава каде што таков еден случај може да се случи. И тоа сум го кажувал, ќе го повторам тука и кај вас. Не постои народ или нација или држава во светот каде што нешто е доминантно, појате и во Грција
нема ништо да слушнете, особено на такви манифестации, што е надвор од грчкото гласовно јазично нарече, или во Србија, или во Босна, или не знам, во Хрватска. Грчката музика се слуша, тоа е вако проблем. Тоа е сосема друга проблем, америчката музика. За грчката. А грчката? Да, дека спомна вако Грција. Грчката музика, сите Што пак лани или некако беше на Грозорот, не беше таа толку голема бројка како што беше сега, тоа зошто е тоа така? За која бројка се? За лани пример, што беше Грозоброд, беше многу помала бројката на гледаност отколку оваа година. Многу се наполни реално. Не знам сега јас да не навегувам во тие. Мислам ја што гледав, нели што? Да не калкулирам со бројки, во интерес секако е да има огромна бројка, но има уште една работа која ние потајно можеби оние кои што ја разбираат не сакаат да ја истакнат, а некои можеби не сакаат ни да ја гледаат таа слика, не се секогаш бројките на преден план. Треба да ја гледаме по широката слика и да размислуваме многу напред за воиднина, што се презентира и со што се едуцираат нашите мали генерации. Некогаш е потребно да имате еден здраво образован човек, кој што ќе продолжи да ги негува традиционалните вредности, отколку 10 неморални вредности, блудови или 10 личности кои што ја немаат таа љубов и македонска самосвест. Значи, бројката не секогаш ги отцртува фактите и аргументите и последиците од таа причина. Да не гледаме секогаш на бројките, широката слика е сосема друга. За оние кои сакаат, не може да ја разберат, за другите, за жал. Јас се беше гледам по портали на интернет, платформите, значи социјалните мрежи, гледам дека нашата македонска музика е многу позапоставена за разлика од тоа. Жал, денес е секогаш гледано она што е тоа што е поинтересно кај нашите, општо кај сите конзуматори на медиумските случувања. Тоа се трачеви, да речеме. Е сега дел од нашите изведувачи. Ама ние, зошто србите нон-стоп веќе направат било каков трач ке измислат, еве како пример вака? Затоа што се гордеат со своите трачови. Па зашто не прати ке нас Па сметам дека можеби ние имаме поголем морал и поголеми морални вредности, поголема етика во однос на тој контекст. Зошто јас би се рекламирал со голотија, со блуд, со неморал, со недозволени средства и така натаму. И не ми треба таква реклама. Јас сум секогаш, ви во однос на пејачките, дајте да изградите својата кариера во однос на квалитетот, а не во однос на вашата голотија и во однос на вашите танчевски Ама еве ти си отворен за комуникација, другите пејачи не се толку отворени како тебе. Еве ти кажам со некој што сум била нели за снимање и ми кажувале не ме прашувај тоа. Можеби состојбата во државата е таква, каква што е. Мора да се комуникација. Голем од нив зависат, да видиме тука реалниот политичките случувања, се плашат да не налетаат на хейтери, на ботови, кои што после ќе ги плукаат на некој начин по медиумите. Зашто се плашат дека ги плукаат? Па не знам се, тоа е индивидуално. Јас сум веќе навикнат на се, затоа што моите намери се честни секогаш. Моите намери се чести. Јас критиките кои што се објективни, секогаш читаш коментарите таква работа? Доколку се коментарите на мојот профил, ги читам, се разбира, коментарите по портали воопшто не ги читам, не се замарам, а додека се на мојот, нели, конкретно Facebook профил, ги читам затоа што ми стигаат нотификации и ќе отворам да видам. Оние коментари кои што се искрени, односно критики, објективни, ги прифаќам секогаш со задоволство. Критиката го прави човек. Точно ти зградува, така е. Да видиш каде грешиш, така е. Аш каде грешиш. Но има и критики кои што се необјективни, неиздржани. Едноставно постојат ботови кои што ги лечат своите фрустрации, неисполнети луѓе од својот живот и кои што не може да се пронајдат себе си во ова општество, па што ќе правиме, ќе седиме сега дома, таму ќе играме PlayStation и ќе гледаме кој ќе искочи прв на интернет и ќе коментираме, дури коментираат без да ја прочитаат содржината. Замислете до кој степен. Да. Имаме ние напред на сликате и благодарение на социјалните мрежи, имаме ние напред на идиотизам
на идиоти кои што својот глас не им се слуша ниту дома пред пругата, ниту во кафана Точно е тоа. со едно пиво, па сега имаме димски као простор, еве ќе кажам јас ќе напишам нешто пагарно или ќе си грешам своите фрустрации. Апсолутно не им ставам на значење на таквите луѓе, само не примам навреди околу многу мојата добра се фамилија, така. околу моето семејство, Да. тие не ги толерирам и ги решам на со сопствен начин, на сопствени принципи, а друго кој што сака нека може да лае. Затоа што јас сум свесен секогаш за она што го пишувам. Јас 3 пати мерам, еднаш сечам. Така сум по природа. И секогаш ги пишувам работите, дали во контекст на критика или во контекст на можеби некоја си благодарност или пофалба, ги пишувам оние работи за кои што сум сигурен дека треба да се пише и се во интерес секогаш на позитивната страна, односно на правдината и на вистината. Ако на некој не му одговара вистината или правдината, може да критикува колку сака. Така е. Јас знам дека моите намери се искрени и честни. Има биографија во твоите песни што ги имаш пишувана? Автобиографија това? Па Некој? во скоро во сите песни 60-70% сум опишан јас во моите А песни. во најслушаната песна? Па и во најслушаната песна. За кого е? Па за кој? Како гледа сопругата ќе нема да ми направи вечера. Ајде нема да кажам. Ама тоа е миното што. Знаете како, ако не се затоа и мајка ми довербата за пишување текстови ја давам на мајка ми, бидејќи таа го познава најповеќе. Те знаеш што си правил. Што си Не врткал. познава ја мојата емоција, ме знае Да. како дишам, знае како што размислувам, што чувствувам, ја познава мојата енергија и буквално доколку одреден процент во песната не се пронајдам, јас не можам да ја пренесам таа енергија која што ја чувствувам. А песната најповеќе и најбрзо допира до слушателот доколку во неа ја дадете таа своја емоција и своја енергија. Не можам јас да пеам нешто механички, само колку да го имам на бројка и да го испеам. Морам да почувствувам нешто дека е потребно да го испеам, за да го пренесам веќе тоа на носач на звук. Некогаш можеби и тоа е причината поради која што доцнам со вадење на нови песни, но верувајте го чекам вистинскиот момент, чекам таа песна да допре во моите емоции. Емоциите може да бидат и тажни и среќни, но сепак секоја песна треба кај вас да побуди нешто, а не Нешто само да така го е. чувствувате оној ритам и да возите со вашето тело по тој ритам. Напротив, мора секој текст, секоја мелодија да допре во вашето срце и да се пронајдете во неја. Само така се гради една квалитетна песна и само така со спределување на вашата емоција може да се приближите од народот, па да го добиете тој посакуван фидбек, народот да ви ја поврати таа ваша енергија. За кого е сега таа песна, кажи? Не знам, Нема може да би се наљути сопругата, 100%. може би сум имал некоја Пред тоа нешна 100% дела. било. Добро. Да ја поздравиме. Сакал да испееш нешто делот некој од твој репертоар? Поемилена песна некоја? Што би сакале ви да слушнете? Ајде, која ви е вас најомилена песна моја? Мене сите еве на тебе. Кажи ми ти, рефренче така. Мене ми се сите мили песни. Некоја интересна најслушана што ја барате? И плаче, и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. Ја знаете таа? Многу убава. Мајка, ова е Многу убава. песна Мајка во која се пронаоѓаат, верувам, сите мајки. Песна во која е опишано едно детство, кое што верувам дека најголем дел од сите го поминале тоа детство, период на можеби на одреден дел на недоволно имање средства за скромна екзистенција на една фамилија. Тешкоти кои што ги поминува секоја мајка во периодот, Нормално, во така. периодот на својот живот, посебно во оној период, нели, како викаат, љубовта секогаш е додека помине свадбата, па потоа тоа се сведува на еден социјален интерес во кој што децата се приоритет. Две дечиња имаш Две така? дечиња имам и Сопругата од Скопје или? да, сопругата од Скопје? Скопје. Колку време сте тука? 7 Долго? години. 7 години. Јас сум натурализиран скопјанец. Браво. Правки чашанец, односно поположанец. Така. Јас потекнувам од село Поположани и се гордеам секоја со тоа. Така, нема зашто. Знаете, често го слушаме тоа и го читаме за некој селјак, еве да кажам јавно. Селанец
е географска одредница. Сељак е карактерна особина. Тоа да го знаат сите. Селенец е географска одредница. Секој дом и место на потекло, за секој поединец е најдоброто место кое што постои во свет. Јас живеам тука во Скопје, но мојата душа и мојот дух е во Кичево, односно во моето село каде што сум се родил по Полжање. И за ништо на овој свет не би го променил. Вас нема да ме направи граѓани на таа област местото во кое што живее. Вие може би да поседувате и стан или куќа во Париз, и нема да бидете парижанец. Тоа е точно, да. Затоа термините луѓето многу погрешно чувствувам тука некои си општо и по медиумите и по социјалните мрежи термини од типот провинцијалци, дојдени селјаци и така натаму. Сите сме од крв и месо, Ќе да. напоменам, селјак е карактерна особина. За најголемиот граѓанец, кој што е роден во центар со 5 генерации, може би е најголем селјак и поголем селјак, отколку некој што дошол некоја си рурално место, па живее тука, но е честен и сен човек, Така. традиционално воспитан, кој што се бори за својот живот, за своето семејство и кој што апсолутно се поддржува до сите оние општествени, па и теолошки принципи и закони. Како ти започнува денот? Многу ме интересира. Јас кога ќе Работиш нешто друго освен музиката сега моментално? во моментот не, преокупиран сум со музиката и со настапите, покрај тоа што компонирам. Да бидам искрен, станувам многу доцна. Бидејќи мојот биоритам е веќе нарушен, како и верувам на сите музичари. Кога ќе се разбудам, сакам да го пијам моето утринско кафе, не тоа утринско во 11 сати, пладневно кафе, буквално во тишина, да нема никој околу мене, барем 1 сат и додека го пијам, морам, тоа ми е навика, да прочитам дневен печат, електронски печат, да кажам сега, за сите случувања и области кои што се случува моментално и за матешно-македонски, и за култура, и за спорт, Дечињата во школа сами и за сега, политика, така? и за геополитика, да, дечињата во школа сами бе. Тука училиштето е во близина на нашиот дом, на околу 200 метри, така да нема врска околу нив со тоа што е едноореснување. И сакам да биде буквална тишина, 1 сат додека го пијам кафето, да го прочитам сите информации, па оние пораки, коментари кои што ги добивам. Се обидувам колку што можам да им одговорам на сите мои слушатели, мои обожаватели. И навистина тој 1 сат со тоа пладневно кафе ми представува едно задоволство, еден ритуал од моето секојдневие кој што ми е потребен за да го започнам. Да, треба тој да го 1 час. започнам Да. ден. И јас сум така, од сабањето ми треба 1 час онака само за мене. Да. Спаси, ми беше многу драго што ми беше гостин, што ја прифати нели мојата покана. Мислам дека не беше забавно и тебе и мене. Задоволството е мое. Јас ви стојам секогаш на располагање, ако слободно имате уште нешто да прашате, додека сум кажи ти некој некој мит, нешто што не знаат твоите обожаватели, нешто за тебе? Јас мислам дека Ма не се знае, ако е женат Дека- не сме да каже ништо. не, видете, јас се обидувам да си ги одржувам тие. На свадба кога пееш, дали тоа ме интересира, дали флиртуваш некогаш со некој жени намерно за да Не. речеш нешто? Не, никогаш. Кога сум на настап, се обидувам строго професионално се завршам мојата работа, затоа што тука зависи мојата екзистенција и мојот економски буџет професионално. Пошто некој флиртуваат вако намерно и поише баш после. Не, јас не го правам тоа затоа што може да се разбере погрешно и немам потреба, имам прекрасно семејство, прекрасна сопруга, не би ставил ништо на коцка, верувајте ме, преубаво ми е во овој момент во мојот живот, посебно во однос на таа хармонија која што имам во семејството. Имам прекрасна и преубава сопруга, имам прекрасни две дечиња, не би пропускал такво нешто за ништо на овој свет. А не знам, може, Не, кој ти бил најголем бакшиш што се го земал на се или не кажеш да кажеш? Не говорам никогаш за тоа, се извинувам, Ама неблагодарно. било за Но задоволително. од тие суми кои што некои ги Не ви стига, за споменуваат, тоа ме интересираше. не, јас сум немал некои си такви суми, да бидам искрен. Мислам најголем бакшиш, не знам. Може би сме
заедно со мојот бенд, ета е некоја цифра ако сме поделиле по 1000-1500 евра, некој си нешто не знам. И кога ќе слушам некој зеде 30.000 евра, 50.000 евра, и не ми се верува, и не знам тоа како тоа, мене тоа не ми се случува. Приоритет бакшиш никогаш не ми е, затоа што јас на моите настапи, каде што настапувам, сум пред време договорен за одредена моја цена. Така. Јас сум веќе платен да ја Ти се завршам. цекант ли кажем, зашто тоа многу ме се ценка. Знаете како? Се ценка, но тоа е пазар. Секој има право да се ценка. Но парадоксот, иронијата е што ќе се ценка пример за една символична некоја цена за 50 евра плюс минус или 100 евра, а после кога ќе видиш ќе донесе некој пејач од средството кој што него очекуваш и за да испее Него не сме да му каже. не сме ќе го плати 10.000 евра, а сед ја му побараш некоја цена, еве, карикирам се од 2.000 евра комплет со оркестар за цела вечер, може ли за 1.800 или 1.000, а после носи некој за 10 или 15.000 евра за 1 сат, со него не се ни ценка, му обезбедува хотелски смештај, превоз и сите оние услови. Тоа е мизерно според мене. Има право, но да се ценка секој, но нека биде тоа објективно. Јас сум пеел кај луѓе кои што воопшто немале средства да платат, сум пеел буквално и за без никаква надокнада, затоа Како што дошло до тоа? сум ја проценил ситуацијата, дека луѓето навистина ме обожаваат мене, сакаат да пеам на нивната веселба, но не може да се дозволат таа. Значи ти се кажал цена. пред некоја си сума и они не ти кажа Точно така. Имам конкретни случаи за тоа, сум кажал сума кој што не може. Кажи, баш е интересно, да. Еве конкретно на Facebook ми пишува некој детенце, мислам детенце 25 години, телефонски број ми се јавува, му кажувам цена за свадба, и кажа жал ми е, но не можам да ја платам, јас сум дете без родители, работам со тутун, таа цена е голема, се извинувам, многу културно постапи. И сега знаете, вие не можете секогаш да верувате во тие приказки, затоа што некои ги злоупотребуваат тие. Јас проверив на неговиот Facebook профил, видов дека детето ја кажува вистината. Дека навистина е дете на кој што родителите му се млади и починати, дека дете кој што се занимава со земјоделие и таа цена која што му ја кажав, навистина можеби за него значи многу. Јас му се јавувам веднаш после тоа, му викам, кој датум беше твојата свадба? Зошто ме прашуваш? Викам, кажи ми го датумот, јас доаѓам да пеам со мојот бенд поклон за тебе на свадба. Детето, верувајте ме, од толку среќа дори плачеше за време на свадбата и си помирав не преубаво. Многу ме драго. Значи, јас сакам да видам секогаш да излезам во пресред на народот и знам дека за некои луѓе и тие цени, иако сме ние поевтини за 10 пати или 20 пати повеќе од нашите соседи, за некој навистина се треба да ги дигнете цените, гледаш кај нас се вредно што поскапо, поквалитетно. Јас сум бил, да кажам, сиромов. Јас Ако е ефтино, знам колку вредат парите и колку недостасуваат кај нас. И ги разбирам апсолутно луѓето кои што не може да си позволат. Тоа се што гледаме сега, сите се со. Но од друга страна не можеме да изградиме на конкретна доверба затоа што, како што ви кажав, се злоупотребува таа доверба. Со мене ќе се ценка за некои ситни пари, а истиот тој кој што тврди дека можеби нема пари, после ќе донесе или не знам, ќе се појават некои екстра моменти во текот на тојата свадба кои што за 10-15 минути вредат повеќе од колку што вредам јас, односно се платени, а не вредат, колку што сум јас и цел мој бенд кој што свириме и пееме 6 сати, затоа многу сум внимателен. Го испитувам случајот, го испитувам конкретниот случај на клиентите, така да секогаш гледам да бидам флексибилен и достапен за оние кои што вистински не можат да се дозволат таа цена, а навистина ме посакуваат како пејач, како интерпретатор, да бидам дел од нивната фамилијарна простава. За тие имам навистина флексибилност и толеранција и како што кажав, дори сум настапувал и бесплатно за оние кои што од срце ме сакаат, а не може да се дозволат да финансиски да ме изнаемат, односно да го платат на што јас го имам. Спасен, благодарам повторно. Преска се одјавивме повторно, бидејќи нели си имавме плюс некои дополнителни прашања. Драго ми е пак што го прифати мојата покана. Се надевам дека повторно ќе ми бидеш гостин.
и се гледаме дали има наредна прилика. Ви благодарам на вас, навистина ми беше огромно задоволство. Секогаш сум достапен кога смета дека има потреба да бидам дел од вашата емисија, слободно. Направи пак нешто интересно за да видиме Ја да кликане. Не сум по тие многу трачеви. Јас сум познат и доста луѓе или ме критикуваат, па и некои ме пофалуваат, затоа што секогаш за сите некои проблеми, јавни, општествени проблеми, јас сум можеби еден од ретките, ако не единствен од музичката естрада, кој што јавно и гласно Може да кажеш. Може да каже. Пекирај сега некој втор, ајде па да правиме пак шоу. Се работи, види, ќе потенцирам, јас немам индивидуални Шал. проблеми со никој. Напротив, тие се општествени проблеми кои што сметам дека се хендикеп и сквернавање на македонската култура и моја должност како македонец, како граѓанин и како човек кој што се бави со културата, сметам дека ми е должност да се изјаснам околу тој став и да ја завземам она страна која што е за заштита на се македонското. Се работи за суштина за општествен проблем, не ова мој само проблем. Ова е проблем кој што има македонската култура во секоја сфера и не само на нивоите конкретниот случај беше дека се проблем кој што се случува во најголемиот дел од општините во Македонија, па и во Охрид, и во Штип, и во Кривопаланка, и не знам, секаде и сите треба да се запрашаат тебе за крај на емисија, сите треба да стават прст на глава. Сите тие лидери на градот. Ќе потенцирам. За мене Македонија е прво место. И македонските национални интереси. Без разлика кој е градоначелник и од која политичка партија. Јас сум пред се пристрасен кон државата, кон својот народ и својата култура и не ме интересира. Да се замислат што прават со тоа наметнување и правење на херои, на интерпретатори од немакедонско јазично подрачје. Затоа што културата е идентитет на една држава. Што како ќе градиме ние иднина и како ќе градиме. Кај нас македонците ти не си политички нели настроен левица или десница, небитно, Сум повеќето политички настроен, да не биде лага, Океј, сите ама знаат дека јавно- јас сум пристрасен на десницата, но сум објективен, често пати знам да ја критикувам и таа десница кон која што сум пристрасен. Кога гледам дека работи спротивно на таа идеологија и спротивно на националните интереси, апсолутно. Значи секогаш сум објективен, како затоа се што кажа. Па дефинитивно, јас тоа сите го знаат, не можам ја да се скривам, знаат сите дека сум пристрасен јас кон одредена политичка партија, имам таква Твое храброст право си е и така сум објективен, независам, ја не сум во никакви партиски структури. Јас сум обичен граѓанин како и вие. Едноставно сум гласноговорник затоа што државата ми е пред се. Пред политичка партија, пред личности кои што застапуваат одредени партија, не се врзувам за личност, се врзувам за идеологија.